Како да го препознаеме и поттикнеме талентот кај децата, па но и кај возрастните? Зошто треба да бидеме поддржувачи на талентот? Што во суштина значи тоа? Потоа. Колегата Мартин Николовски, одговор на овие прашања. Мартин, те слушаме со внимание. Благодарам, Јована. Токму така како што најави, утрово разговараме со Сања Бошковска, советник за откривање и развој на таленти, и онне ќе ги повараме одговорите на прашањата како да се открие талентот кај децата, кај младите, колку влијание имаат родителите, но и училиштето за откривање на овие таленти, но и секако како да се открие скриениот талент кај возрастните лица. Сања, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Мартин, ве благодарам на поканата. Кажете ми, како може да се открие талентот кај децата, особено кај оние што се уште во развој и ја формираат својата личност? Така, за децата е многу важно првично да се обезбеди една средина од страна на родителот, каде што ќе биде поддржувачка и мотивирачка за детето. Едноставно да се биде љубопитен родител за она, да откриеме што нели детето всушност навистина сака и што го интересира, да биде слободно, да избира активности, да му понудиме поголем број на активности, каде што детето ќе може да експериментира и само едноставно да наблюдуваме и да го поддржуваме и мотивираме во она што ќе го избере, без да наметнуваме наши желби, наши потреби, наши уверувања или да кажуваме коментари од типот не е добра таа активност, ајде пробај го другово, не е ова за тебе, или пак да не се бавиме со предрасуди или споредби на детето со други деца. Значи отворено да гледаме, да го запознаеме нашето дете и да го поддржиме и мотивираме да пробува и да избира во животот, значи активности, што поголем број на активности да пробува, толку и поубаво за него, побрзо би се пронашло самото себе. Постојат мислења дека талентот се вродува, односно доаѓа со самото раѓање, а од друга страна постојат и мислења дека тој се создава со голем труд и со работа. Како се препознава талентот? Двете мислења се точни, односно создаваат една целина. Тоа што е вродено е потенцијалот, бидејќи секоја личност функционира, живее со сите интелигенции, според психологот Хауард Гарднер, живееме ние со 8 па дури со 9 интелигенции. Тоа се на брзинка математичка, вербална, значи имаме кинестетичка, имаме музичка интелигенција, уметничка, интерперсонална, интраперсонална, и кога само една интелигенција доминантна кај секој дете. Тоа значи дека има потенцијал во одредена област. Значи може да се работи за сет посилни интелигенции на личноста. Има потенцијал во одредена област. Ако тој потенцијал детето на пример не го развива, тоа што му е вродено, ако нема средина поддржувачка од родителите, од наставниците или економски услови и соодветно образование, нема да прирасне во талент, значи нема да си го изрази тој талент. А онај момент, процесот на развивање, тој труд што треба да го вложи детето, ама и средината околу него. Колку е важна поддршката од семејството, но и од училиштето за препознавање и негување на талентите кај младите? Така, најважна. Јас сметам дека најважно првично семејството, како што кажав, да обезбеди една поддржувачка, мотивирачка средина за детето, а потоа и училиштето. Наставниците можат да обезбедат таа средина така што, например, ќе почнат од да вклучуваат различни начини или техники, наставни методи на предавање на материјалот, да не биде класична настава, значи наставниците да ги учат децата како да учат, да ги охрабрат да експериментираат со учењето, да обезбедат избор на како децата да го изразат своето знаење, како да покажат дека знаат лекцијата, наместо класични тестови, на пример да одберат, би можеле да изберат нешто свое, да го презентираат своето знаење, дали индивидуално или во група, преку глума, можеби, преку музика, уметност,
преку дискусии, дебати, преку визуелни средства, аудитивни, например, преку документарци, емисии, или да водат еве вака да глумат, например, да се соберат група, да го изглумат материјалот, да направат некоја представа или да се играат водители, значи да биде тоа или да скомбинираат повеќе начини на кои што ќе може да го презентираат своето знаење. Колку повеќе им се овозможува таква средина и начина на учење, толку и побрзо ученикот ќе биде и мотивиран, ќе се зголемува самодовербата и ќе се пронајде себе си што е оно што навистина лесно му оди, па дури начин на учење и ќе си го оствари својот талент. Сења, кажете ми, како возрасен човек кој можеби никогаш не бил сметан за талентиран, може да го пронајде својот внатрешен потенцијал и да го претвори во сила за личен или пак за професионален успех? Така, па кај нас често родителите на дечињата од кога ќе ги донесат на проценка или на тестирање со неврометрискиот метод за откривање таленти, потоа и родителите самите тие седнуваат и кажуваат ајде да видиме баш дали сум талентиран. И всушност првото нешто е не верувам, ама ајде да видиме. Ние тврдиме навистина дека секоја личност поседува талент. Тоа е она што можеме природно, со радост, со леснотија да го правиме, да не исполни. Едноставно, најчесто е тоа што ние го зимаме здраво за готово. Најчесто е тоа што викаме тоа не е ништо, тоа го може секој. Па не го може секој, тоа го можеш само ти, например. И секогаш излегува го докажуваме тоа дека секоја личност е талентирана. Значи, секоја личност живее со една доминантна интелигенција или како што кажав некој сет и може да си се реализира доколку се вложува, инвестира, се развива со адекватните нели активности што го исполнуваат. Сења, и за крај на нашиот разговор, што би им порачале на младите или на нивните родители кои се обидуваат да откријат што е тоа што ги исполнува и им се допаѓа природно да го прават? Така, да бидат отворени, да пробуваат, да се слушаат себе си, да работат на себе развој, нели, колку повеќе се запознаваат, откриваат и експериментираат, ја слушаат интуицијата, се фокусираат на она што ги прави среќни, што ги исполнува, толку побрзо ќе стигнат до она суштината на себе си, нели, до своите таленти и способности и секако да не посетат и нас, да им помогнеме тој процес, нели, да биде побрз и поуспешен. Сања, ви благодарам за разговорот и што бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви благодарам и вам. Разговаравме со Сања Бошковска, советник за откривање и развој на таленти. Зборувавме за тоа како се откриваат талентите кај децата, кај младите, колку има влијание училиштето, но и семејството, но и како да се открие некој скриен талент кај возрастните. Јована?